Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Денес, во оваа епизода, сакам да зборувам за некои моќни начини на кои што може да се практикува љубовта кон себе, како една тема која што е следна од сите оние претходни епизоди кои што ги имам ставено. И затоа препорачувам да прво ги слушнете сите други, па потоа се навратите на оваа. Особено она зошто е толку тешко да се сакаме себе си, грижата за себе, љубовта кон себе и така натаму. Тоест, што значи здравата љубов кон себе, затоа што во сите тие претходни епизоди споменувам дека тука не зборувам за потполно самољубие, односно за нарцисоидна љубов кон себе, туку за здрава љубов кон себе и она што нас не е потребно за да функционираме среќно и исполнето. А ова е нешто кое што се поттикнав затоа што многу често го слушам, го читам, а верувам дека секој од нас барем поеднаш го има слушнато во животот, а тоа е не можеш да ги сакаш другите луѓе доколку не се сакаш себе си прво. А од друга страна, не постои среќа како и живот без љубов. Е сега, во оваа реченица има многу вистина, но секако нема потполна вистина, односно не е точно дека не би можеле воопшто да ги сакаме другите без да се сакаме себе си, но во епизодата Грижа за себе го имам убаво објаснато овој момент, што значи преголемата грижа за другите и што правиме ние всушност кога толку многу се грижиме. Особено тука во таа епизода зборувам за мајката, што прави мајката, која е таа некоја улога која што мајката ја зема, таа жртва и на некој начин преку задоволување на другите луѓе како сакаме да или тие нас не ги задоволат или несвесно си ги задоволуваме и своите потреби. Меѓутоа, не би сакала сега да го повторувам тоа, така што ви препорачувам доколку не сте слушнале таа епизода да прво почнете од таму. Мислам дека се вика грижа за себе или себичност. Е сега, нешто кое што е многу интересно е мислата која што ја носиме дека да се сакаме себе си е себично, арогантно, егоцентрично и така натаму. И тука пред да почнам уште еднаш ќе нагласам дека не зборувам за себична љубов кон себе, за ароганција и егоизам, туку за здрава љубов кон себе, која што на секој од нас му е потребна за да може да функционира, односно за здрава нарцисоидна жичка која што на сите ни е потребна некогаш повеќе, некогаш помалку во животот за да преживееме. Значи не зборувам за нарцисоидно пореметување на личност, туку за здрава жичка на нарцизам. И сега многу луѓе се соочуваат со оној момент да не можат да уживаат во животот и се соочуваат со некој застој дека не заслужуваат богатство, среќа, љубов и така натаму. И затоа е многу важна работата на себе и освестување на сите тие мисли и емоции кои што ги имаме. Јас во оваа епизода би сакала да споделам моќни начини како да се грижиме за себе, односно како да практикуваме љубов кон себе, на кој начин да се сакаме себе си. Ќе споделам неколку различни аспекти, ќе почнам прво со општо, а потоа ќе донесам една нова слика која што верувам дека на многу ќе ви биде интересна, меѓутоа таа ќе ја оставам на крај. Ќе поставам една интересна, би рекла игра, вежба. Размисли на 10 личности на кои што им се восхитуваш во моментов. Првите 10 личности на кои што ќе ти текне, не е битно дали се мажи или жени, дали се познати, твои блиски или некој кој што не го знаеш многу. Дали се убави? Да, не, може би. Дали се многу паметни? Дали сите карактерни црти и особини кои што ги носат се совршени? Има ли некој од нив кој што е навистина совршен? Не постои совршенство, затоа што едноставно перфекција, совршенство не може да постои затоа што за секого представува нешто различно. А најчесто е нешто кое што го поврзуваме со тоа да бидеме комплетни и точни во секое поле. Затоа јас предлагам да прво некако се откаже од таа перфекција, од тоа совршенство во овој момент и да се трне кон прифаќање на себе си. И тоа е исто така една епизода која што ја препорачувам, а тоа е
кој е првиот чекор кон промена. Мислам дека таму најмногу зборувам за тоа прифаќање. Сега, првиот чекор кон промена и кон практикување на некоја здрава љубов кон себе, дефинитивно е да се прифатиме себе си и да прифатиме што е што го имаме. Например, важно е да се прифати дека, ќе дадам некој пример, може би негативен. Важно е да прифатам дека имам кожа која што е склона кон акни. Или не знам, имам вишок килограми, имам целулит, имам криви заби, лесно ја губам енергијата, се соочувам со, не знам, Хашимото и така натаму. Затоа што ова прифаќање е нешто кое што ќе ни помогне понатаму да најдеме соодветен начин како да се сакаме. Секако постојат начини кои што прават ова да биде тешко и така натаму, но само низ ова на целосно прифаќање ние можеме да почнеме да ја правиме промената. Нешто кое што често го препорачувам, доколку е во склад со вас и ви прија, убав начин да се сакаме себе си, односно да почнеме да се вежбаме како да се сакаме себе си, се афирмации за љубов кон себе. Например, јас те сакам и вашето име, Елена. Јас те сакам, Елена. Јас го направив најдоброто што можам и јас сум најдобрата верзија од себе си во овој сегашен миг, во овој момент. Се случува со некоја причина. Јас се прифаќам себе си таква каква што сум, се прифаќам себе си и се сакам себе си и не ми требаат други луѓе за да ми кажуваат дека тие ме сакаат мене. Затоа што јас се сакам себе си и се чувствувам дека сум доволна. Да, јас се сакам себе си онаква каква што сум. Јас не сум моите грешки и јас бирам да бидам среќна. Денес јас сум љубов. Јас споделувам љубов и се сакам себе си. Ова е некако еден пример како изгледаат овие афирмации, а за нив најмногу има зборувано Луиза Хеј. Јас многу ја сакам да не се отиде во еден екстрем, затоа што сепак тоа не е нешто кое што е единствен начин на лекување или наменување на некои шаблони, меѓутоа афирмациите знаат доста некако да не сетираат и да не помогнат, што не ги препорачувам кога постои поголем проблем, поголема позадина или не пријат. А Луиза Хеј има многу убави книги. Не сум сигурна дали на македонски го има workbook како работна книга каде што баш ги има овие афирмации, дури има и картички за афирмации, доколку некој знае каде има картички, тоа би било супер. Постојат некои картички кои што ги имам сретнато со вакви афирмации и кај нас, може да ги споделам на стори кога ќе го донесам оваа епизода или доколку некој од вас има идеја, баш нека ми пише, сигурно има и места што не ги знам, но Луиза Хеј има многу убава книга Сакај се себе си, излечете го својот живот, мислам дека така се вика, излечете го својот живот, каде што има многу афирмации за различни состојби во кои што се наоѓаат, а јас секогаш препорачувам да овие афирмации бидат напишани секој ден различно, согласно тоа што се чувствува дента. Например, ова сега што го донесов беше нешто многу обично, нешто многу лесно, едноставно начин на кој што си кажуваме себе си дека се сакаме без премногу да бараме и така натаму, а овој шпил на карти со афирмации мислам дека го нема, но може да се нарече веројатно од Амазон или од некој странски сајт. Втор начин кој што го споделувам како да се практикува љубов кон себе е да се опколиш себе си со позитивни луѓе кои што се сакаат себе си и те сакаат тебе. Ова е многу важно и понекогаш подобро е да сме сами и да не сме обкружени со никој, отколку да бидеме обкружени со личности кои што се негативни. И кога викам негативни, јас не мислам да има некаква психичка состојба, некаква голема непријатност во животот со која што се соочуваат, туку зборувам за оние личности кои што општо, севкупно, постојано во животот носат некаков голем песимизам и шират негативна енергија за вас во тој момент. Многу често зборувам дека не постојат токсични луѓе за сите. Постојат токсични луѓе за мене во овој момент тука и сега, како и јас сум токсична за нив во овој момент. Токсичноста е обострана.
Тоа е нешто што е обострано. Едноставно, некогаш позитивноста или некои одредени емоции кои што ги чувствува одредена личност за другиот може да бидат многу токсични, затоа што тој друг се соочува со некои работи со кои што навистина не може да се носи на ист начин како што се носи другата личност. А кога се обкружуваме со личности кои што се тука некаде со нас, кои што можат да почитуваат, да се грижат и така натаму, е многу убаво и ни дозволува да на некој начин имаме и огледало како изгледа таа љубов кон себе. И сега, невозможно е да целото обкружување биде негативно, иако добро, возможно е, меѓутоа во ваков момент подобро е да бидеме сами и да се обкружиме со книги, со луѓе кои што не инспирираат, со филмови и така натаму, отколку да се обкружуваме со луѓе кои што навистина не може да ни го дадат тоа во овој момент што нас не е потребно, па затоа сосема е во ред да одреден период во животот се посвети на читање на книги, блогови, да се слушаат мотивацијски видеа, да се слушаат подкасти, да се слушаат аудио книги или да се читаат, нели? И така натаму, меѓутоа верувам дека утринското кафе или попладневно или вечерно кафе може да се помине со нив. Во наводници со нив, нели, со книгите и со тие видеа, како би можеле да имате место каде што може да се полните со доволно количина на енергија, позитива и љубов. Оно што ви е потребно. Не секогаш ова ни е потребно. Значи, ова зборувам во периоди во животот кога не се случуваат некои драстични и големи промени. Сега, исто така, да не се плашиме, тука би рекла, да напуштиме одредени луѓе. Има една многу убава, мудра мисла од Пауло Коелјо, што секогаш ја кажувам, кога некој си заминува, тоа е затоа што некој друг треба да пристигне. Односно, кога кажуваме доведување, животот нас многу брзо ни кажува ново здраво. И сега нешто друго, кое што е многу значајно и можеби е најзначајно од сето ова што ќе го споделам, е дека најубавиот начин да се сакаме себе си е да научиме да кажеме не, односно да поставиме граници. Луѓето со пониска самодоверба или луѓе кои што се така научени и растени и така натаму, имаат потешкотија да постават граници, а овој процес дефинитивно не е едноставен процес и баш поради тоа цел овој период подготвувам и посебен програм, односно курс за граници, каде што секој ќе има начин кој што ќе учествува да баш научи да види многу аспекти од границите, што точно представуваат тие. Ова ќе биде еден голем курс. Доста и затоа сега само некако ова го спомнувам, затоа што сметам дека границите, колку и видеа да снимам, колку и зборови да напишам, не се нешто кое што може да се објасни во малку. Многу се комплексни и секој носи некоја различна позадина, но постојат многу убави книги за поставување на граници и така натака, кои можеби би ви биле од помош. Јас секогаш препорачувам едукација за границите, затоа што се најважни во животот. Вака или така, ние се што правиме низ тие граници. Секој контакт се случува низ границите. И сега, доколку сте личност која што кажува да на се, дури на работите кои што не се добри, најверојатно е време да се научиш да кажуваш не, затоа што тоа е единствениот начин на кој што можеш да се почитуваш себе си. Сега, еден друг начин на вежбање на таа љубов кон себе е да зборуваш со себе си со љубов и почит, не во вид на афирмации, како што споделив, туку во вид на едноставно постои една одредена свесност да секогаш кога се обраќаш кон себе си го правиш тоа на убав начин. Има луѓе кои што ова го вежбаат и го прават на огледало, за секого е различно, за некој е многу смешно да го прави тоа на огледало, пример мене многу ми било смешно и не, искрено не би можела јас така да го правам на огледало, но за некој можеби многу му одговара и е нешто кое што навистина му помага, му ја подигнува во моментално самодовербата, да едноставно си кажува
на себе си зборови, љубезни зборови, кога некако се караме внатре во нашите мисли, да не биде тоа со негативен јазик, туку секогаш да биде свесно со позитивен јазик. И тоа е следниот момент на пишување на дневник, за кој што имам 2 епизоди снимено, втората и третата епизода, слушнете ги, особено третата, мокни начини на пишување на дневник, односно различни начини на тој дневник. И многу убаво место да се види каков тој наш внатрешен говор со самите себе си е преку одреден период, подолг период на пишување на дневник. Кога ќе се сменат тие шаблони на негативни зборови кон себе си, многу полесно и подобро може да се ја практикуваме таа љубов кон себе си, особено доколку сме растени во семејство каде што навреди, епитети многу често се кажувале. Има многу семејства каде што негативниот начин на зборување самите со себе и меѓу себе е нормален. И тоа е скрос окей, мислам, тоа може да стане нормално и за некој навистина да не представува проблем, но сепак зборовите имаат огромна моќ. Така што би рекла дека сепак колку и да сакаме да не влијаат, на некој начин влијаат, ако ништо друго, врз нашето расположение и сликата за себе, а и понатаму за нашите деца доколку сте родител. Многу можеби очигледен начин на љубов кон себе е денови, односно не мора да се денови, може да е конкретен ден, меѓутоа секој сам тоа си одлучува кога, како ќе го прави, е да имате одредено време кога ќе си се негувате самите себе си, односно кога ќе се негува и телото. И сега тоа може да биде ден кога ќе се релаксирате, ќе се опуштите. За некого може да биде да се седи пред телевизор, за некој може да биде, не знам, топла када, за некој може да биде јадење на омиленото јадење и така натаму. И за да нема ова премногу начини на љубов кон себе, затоа вака го споделувам, значи да си одредите одреден период во денот, неделата, месецот и така натаму, кога навистина ќе се опуштите и ќе си го дадете тоа што му е потребно на вашето тело. Друг момент на љубов кон себе е дисциплината. И можеби ова беше едно од првите што требаше да го спомнам. Зошто? Затоа што многу луѓе на дисциплината гледаат како нешто тешко, негативно, непријатно, тешко да се стекне, а најверојатно забораваме дека и таа недисциплина која што ја имаме, на некој начин всушност е дисциплината која што ние сме изградиле. Дисциплината е поддршка. Таа е нешто што не поддржува. Не е нешто кое што ни создава непријатност и така натаму. Напротив, дисциплината е тоа што нас не поддржува. Нашето тело е создадено за таа дисциплина, односно на секој од нас му одговара да има одредени рутини, одредени навики кои што ги практикува, а при тоа тие да бидат здраво. Ако можете да имате навика, не знам, да пушите цигари, и тоа е дисциплина, да дисциплинирано пушите цигари, можете да имате и други некои навики кои што навистина ќе бидат во функција за вас, односно во позитивна функција за вас. И тука ќе спомнам следното, односно да се има здрава рутина за спиење. Затоа што сметам дека сонот е една од најбитните рутини која што е многу важна за психичкото и физичкото здравје, особено за психичкото здравје, затоа што многу нарушување всушност доаѓаат од нарушување на сонот. Доколку немате здрав сон, не очекувајте да бидете психофизички здрави. Нормално не зборувам за периоди кога не знам, имате новороденче, меѓутоа да речеме неколку месечно бебе, кога станува, растат заби, така натаму, и секој бебе се буди, тоа е нормален процес дока е 1 година и така натаму. Туку зборувам општо. Сега нормално мајките губат во просек 44 дена сон првата година, но на некој начин, доколку не се создаде одредена рутина за спиење кај човекот, тоа е нешто кое што ќе носи понатаму многу други проблеми и ќе има проблем да се чекори на ова патување на личен раст и развој, затоа што доколку сте тука и го слушате овој подкаст, верувам дека сте на некоја такво патување на личен раст и развој. И сега, нешто друго што е многу убаво е да се исчисти, да се организира просторот во кој што се живее или се работи. Значи, ние имаме многу влијание од околината.
и тоа е нешто кое што влијае и на нашиот мајндсет, и на нашата креативност, меѓутоа и на нашата продуктивност. Доколку домот не ни е среден, доколку ние имаме премногу работи со кои што со кои што општо се соочуваме во текот на денот, или премногу работи кои што треба да се исперат, испеглаат, избришат и така натаму, се случува едно оптоварување, слично како што е менталното оптоварување. И обично луѓе кои што имаат премногу ментално оптоварување најчесто имаат и премногу оптоварување во домот. Време е да се фрлат некои работи, да се исчистат, да се донираат, да се искористат за некоја друга намена и домот и работното место да станат што по малку натрупани, како би можело да се остави простор и време за многу други работи. Нешто друго кое што е многу важно за љубовта кон себе да се практикува е да се практикува време кое што се преминува надвор, особено за оние кои што живеат во стан, а не во куќа, затоа што доколку се живее во куќа, претпоставувам дека си има двор и тоа е нешто кое што се практикува почесто, но за оние кои што живеат во стан, многу е важно да имаат допир со земјата, да се допира земјата, затоа што земјата е една ни носи една многу голема енергија, а водата ни носи една проточност и многу е важно да бидеме во допир и со вода, и со земја, и со природа. Тоа едноставно се некои работи кои што не е ни потребно наука за да се сватат. Едноставно одете во природа, кинете цвеќиња, не мора да ги кинете, може да ги пресадите, да ги насадите, да ги допирате. Поентата ми е имајте допир со нешто што е природно и ќе видите како ќе се наполните со многу голема количина на енергија и со еден мир и спокој. Колку е нешто лошо да се случува кога сме во природа, самите звуци, самата енергија, самите мириси нас ни помагаат да се преземиме и да се чувствуваме подобро. И тука не би да навлагам многу длабоко, имам и голема наука позади тоа, има големо зошто, што и како, значи некои природни состојки кои што се наоѓаат во земјата и така натаму, но тоа е една друга тема. И сега, нешто друго кое што сакам да го споделам е да се испланира одмор. Но ова најмногу ме поттикна, баш минатиот викенд бев неколку часа сама дома и реков сега ќе одморам, меѓутоа јас цело време чистев, затоа што едноставно сакав да бидам продуктивна, немав колку тоа да го направам и всушност јас го нареков тоа одмор и покрај тоа што не беше одмор, тоа дефинитивно не беше одмор. Меѓутоа, кога ние си даваме време за одмор, тоа не значи да чистиме и да бидеме продуктивни, тоа не значи во тој период да слушаме подкаст кој што е за личен раст и развој, туку тоа би значило може да слушаме песна која што ќе не опушти, која што ќе не израдува, која што ќе не наполни со некоја позитивна енергија, да спиеме, да гледаме филмови. Одморот значи да се прави нешто кое што нема никаква продуктивност. Јас стално викам, супер е додека се пегла да се слуша подкаст или додека се готви руче да се слуша аудиокнига и така натаму, но да бидеме свесни дека тоа не е нешто кое што треба да го правиме постојано, затоа што кај да е, после неколку месеци или години, зависи кој колку има пракна толеранција и со што се соочува во животот, буквално ќе стигнеме до еден момент на прегорување да после не да ни се гади, тука едноставно да не можеме да продолжиме со тоа темпо. Важно е дека кога се чисти дома, да не заборавиме дека не е само да се слуша подкаст или да се учи или да бидеме мноста продуктивни. Да, мозокот му се лачи допамин и убаво кога сме продуктивни, кога учиме нови работи, меѓутоа мора да си одредиме време за забава и за одмор и опуштање. И тоа е еден најубав начин за љубов кон себе, забавата и одморот. Оставам, секој од вас има нешто различно кое што за него значи одмор и забава, но ќе нагласам одмор не е чистење на куќата, средување на плакарите, не знам, расчистување на фиоките и така натаму, туку одмор е нешто кое што навистина во позадина нема никаква продуктивност, освен ние да се наполниме самите со енергија. Друг многу важен начин да се практикува љубов кон себе е да се славиме себе си. Односно, да ги славиме работите кои што се мали, а не кои што се само големи. Нешто кое што во нашето општество многу често го сретнувам и го има и верувам дека во моментов веднаш секој ќе му текне, е дека ние повеќе, може би тоа во светот, не само во нашето општество, не знам, но повеќе не се слави, туку повеќе се почитува негативното, како што се смртта, погребот,
негативните емоции и така натаму, отколку што се почитуваат среќните. Дури некако повеќе можеме да се поврзаме со луѓето кога се поврзуваме на негативната, не сакам да ги наречам негативни, меѓутоа непријатни, непожелни, не толку посакувани, потешки да се справиме со нив емоции и така натаму, како што се загубите. Значи повеќе некако се чувствуваме емпатични кон ако на некој нешто лошо му се случило, отколку ако на некој нешто добро му се случило. Јас многу често се среќавам со ова и многу често слушам: леле, па таа мене ми е љубоморна, па не се израдува со мене, па не дојде тука кога ми беше убаво и така натаму. И ова е еден круг и едно тркало во кое што влегуваме, и особено ако е нешто кое што семејно е поддржано, ако и во нашето примерно семејство се практикувало и така натаму, да едноставно се става почит и се слави само оно што е негативно. И на тој начин забораваме да го носиме фокусот и вниманието на оние работи кои што се убави, кои што се успешни, кои што едноставно се нешто кои што сме ги завршиле. И реалноста е дека не секој ги завршил. Јас многу често јас не одам во екстремот, значи има па некои славења кои што се толку непотребни, на кои што па се оди во некои екстреми, се дружат ненормални суми на пари и така натаму. Значи во овој момент не зборувам за тој екстрем, туку зборувам за психичко, реално славење и уважување на оние мали некои победи. Многу често слушам: па што ќе славиш, секој веќе завршува факултет. Не е така. Но тоа не значи да се слави, нели, да се земат 10 кредити па да влезе семејството. Значи, начинот на кој што славиме може да биде различен. Тука зборувам за на психичкото уважување, односно да се прослават и да се работите на начин на кој што и малите работи ќе се прославуваат. Еве да речеме, да прославам снимање на нова подкаст епизода. И тоа е нешто толку мало, тоа е нешто толку незначено, меѓутоа е убаво затоа што сепак сум успеала да го направам, односно да се уважат работите кои што се мали. И тоа е еден начин кој што нас ни помага да се сакаме себе си повеќе, да си се негуваме себе си повеќе, да бидеме свесни за сите оние мали нешто кои што ги имаме. И ова автоматски се надоврзува на тоа практикување на благодарност, затоа што ако јас го славам и она мало, и оние убави и мали работи кои што ми се случуваат, јас ќе можам да бидам свесна за што сум благодарна, а сум благодарна за сите тие работи. И благодарноста е највозвишеното чувство кое што може да го чувствуваме. Нормално не можеме да стигнеме до благодарност доколку не сме свесни и доколку не ги уважуваме работите претходно. Друг начин да се сакаме себе си е да се едуцираме. Едукацијата е нешто кое што многу ни помага пред се да најдеме корен на проблемите, односно да најдеме начин како да бидеме и подобри и да се надградуваме. Дали тоа би било во одреден факултет, академско образование и така натаму, или би биле различни курсеви, различни методи. Барем сега во денешно време не е така некако ригидно образованието. Може да се земе од повеќе места, може да биде и самоук некој, но секоја едукација понатаму во животот нас ни носи нешто добро, нешто убаво, нешто пожелно. И на тој начин љубовта кон себе си ја покажуваме со тоа што се едуцираме и си помагаме да изнајдеме многу подобри начини да се грижиме за себе. Значи, љубовта кон себе и грижата кон себе се блиско поврзани, но не се исти. Затоа реков слободно, слушнете таа епизода како оваа не би била предолга, за да видите како и на кој начин може подобро да се грижите за себе, а на тој начин подобро да се сакаме, нели, себе си. Тука повторно ќе го спомнам љубовта кон телото, односно да расте свесноста за нашата положба на телото, за тоа колку го негуваме, што му е потребно. Зборувам и од нутритивен аспект, односно и од исхраната, меѓутоа и од моментот на како седам, како се поддржувам себе си, на кој начин вежбам, што ми е потребно, дали ми е потребно медитација, дали ми е потребно јога, дали ми е потребно трчање, фитнес и така натаму. Тоа е нешто кое што секој со голема свесност за положбата на телото, за болките во телото кои што ги има, може да си го пронајде. И нешто друго кое што е поврзано со телото е да речеме да се пие доволно вода. И сите овие работи, ако размислите, некаде
ги имате слушнато, некој ги кажал, меѓутоа се ставени во форма на навики. Да речеме, да се стекне навика да се пие вода, да се стекне навика да се вежба, да се стекне навика да се практикува благодарност, да се стекне И најлесно ова го правиме преку навики, но сакам да ви кажам дека е многу мокино кога ова го правите со цел, односно да знаете зошто го правите, а тоа е за повеќе да се сакате себе си. И на тој начин, кога ова почнуваме да го практикуваме, не може да се практикува на секој поле, морам да нагласам дека не може еден човек во секој момент од животот да сите овие работи кои што ги спомнав му се подредени, да секаде е совршен, да нема перфекција. Така и почна некако оваа епизода дека перфекција не постои. Но ова се некои многу убави начини на кои што може да се освестуваме и дури да се како едни шаблони. Океј, каде ја забушавам, каде не сум доволно добра, каде заборавам да се сакам себе си и така натаму. И можеби најважното нешто кое што сега ќе го споделам и ќе го спомнам е дека да се посети психотерапија исто така е огромна љубов кон себе, а ова го спомнувам на крај затоа што сметам дека многу луѓе можат да работат сами на себе и тоа е некако и целта на овој подкаст, да не секој мора да оди некаде да работи на себе, туку има луѓе кои што навистина можат, сакаат, имаат капацитет да работат на себе, додека некој кој што сака да навлезе подлабоко, повеќе или пак се соочува со одредена проблематика, односно со некоја состојба како што е анксиозност, паничните напади, депресијата и така натаму, мора веќе да посети стручно лице и тоа е чин на љубов кон себе. И јас би рекла, живееме еднаш, секој сака да има што е можно поквалитетен живот и доколку се соочувате со неможност да се тргнат блокадите, доколку едноставно ништо од ова не делува или постои некој огромен отпор за овие работи да се практикуваат, секогаш посетете психотерапија како би можеле да видите што се случува, од каде доаѓа отпор, да се надмине тој отпор и да може да се живее тој живот, односно да се крене стандардот на животот како би можеле баш на буквално да добиете некаков бенефит од таа љубов кон себе. И сега ќе бидам кратка, затоа што некако свесна сум дека оваа епизода доста е долга, а се трудам некако да не се многу долги, за да може секој да ги слушне, да не ви одземаат премногу време. Има една книга која што јас многу ја сакам, а таа се вика 5 јазици на љубовта. Него знам дека има превод на македонски јазик. Јас имам читано на англиски и сега можеби преводот нема баш добро да го донесам, затоа што на англиски ја имам читано, не знам како е кај нас точно преведена. Најдете ја книгата доколку ја немате читано. Јас особено ја препорачувам на секој пар кој што се соочува со некоја проблематика, да неможност да некако си ја покаже љубовта на партнерот, или јас правам се за мојот партнер, тој тоа не го гледа и така натаму. Затоа што оваа книга ги носи 5 различни јазици на љубовта и не само кон партнерот. Да бидеме свесни ние самите кој е нашиот љубовен јазик и да видиме кој е љубовниот јазик на нашето дете доколку сте родител. Ќе оставам линк во описот со бесплатен тест да видите кој е вашиот љубовен јазик, меѓутоа е на англиски. И сега 5 јазици на љубовта се помагање или acts of service. Не знам, веројатно помагање, така ќе се преведе. Физички допир, примање на подароци, квалитетно време, кој што го поминуваме, и зборови, words of affirmation, тоа се афирмации, зборови на потврдување, веројатно така би било. И сега како може да се практикува грижа за себе и љубов кон себе согласно секој различен јазик на љубовта, и само многу кратко ќе нафрлам неколку идеја, да речеме доколку вашиот љубовен јазик е помагање, тоа може да биде да се исчисти просторот каде што сте, да се сготват некои омилени убави оброци кои што ги сакате, да се направи педикир, маникир и така натака, или пак да речеме да имате некаков начин на кој што водите сметка за вашите навики, тоа може да биде некој дневник и така натаму, нешто кое што се прави физички. Доколку е физички допир, вашиот јазик на љубовта, препорачувам дефинитивно прво и најгоре да биде тоа масажа, да биде нешто кое што релаксира, може да биде танц,
односно нешто кое што е поврзано со партнерство, каде што може да се добие тој физички допир. Може да биде некоја рутина за кожата, односно и за телото, истегнување или некоја топла бања, купка. Доколку е примање на подароци, инвестирајте си во некоја ново хоби, инвестирајте си во некој нов курс, инвестирајте си во некоја нова работилница, во некоја нова едукација, или купете си нов парфем, купете си нова гардероба, купете си растенија, цвеќиња, некои работи кои што многу ги сакате, или одете во омилениот ресторан за ручек, нешто кое што да речеме баш не би си го дозволиле секој ден, меѓутоа да си го давате сами на себе. Тоа е многу убаво, ако е тоа вашиот јазик на љубов, тоа најмногу ќе ве радува. Ако не ви е примање на подароци, што и да си купите, тоа нема да биде нешто кое што ќе ви донесе таква среќа, енергија и љубов кон себе, како што ќе донесе кај оној на кој што ова е неговиот љубовен јазик. Доколку љубовниот јазик е квалитетно време, кој што го поминувате, тоа може да биде пишување на дневник, медитација, прошетка во природа која што трае малку подолго, гледање на некој одличен филм. Тука може да се стави се што за вас представува време кое што е квалитетно поминато. За некој тоа може да биде некаква едукација, за некој тоа може да биде излегување надвор, забавување и така натаму. И последниот јазик на љубовта, зборови на афирмација, односно некои потврдни искази, може да биде онаа вежба која што ја спомнав со афирмациите, пишување на листа на благодарност, давање на комплименти, може да биде пред огледало доколку за некој тоа е окей. Може да биде да се напишете самите на себе си некое љубовно писмо, некоја порака со убави зборови кои што ви исполнуваат. Има многу убави вежби, например да си пратите мејл со некои убави зборови, или секоја недела, или секој понеделник, зависи. Ако имате тежок ден во неделата, например, еве да речеме понеделник, статистички мислам дека е најтежок, секој понеделник рано наутро во 7 часот да ви пристигнува мејл со некои убави пораки, некои мотивација и така натаму, кој што многу ќе ве расположува и ќе ве поддржува. И сега ова само го споделив на брзина за да ја донесам таа свесност дека многу е важно што и да споделив, односно што и да прочитате, што и да слушнете, да биде во склад со вас. А да биде во склад со вас, значи да е нешто кое што навистина ќе ви прија. Што значи дека ако ви е физички допир вашиот јазик на љубовта, односно е нешто што е многу важно, масажа мора да има. Сега добро, не мора да е масажа, нели спомнав повеќе примери, меѓутоа тоа е нешто кое што едноставно би го ставиле на листата најгори и е доволно да се прави. Не мора многу други работи кои што се споделија да толку многу се практикуваат, колку што би се практикувало да речеме масажата, танцување, растегнување или некоја рутина за лицето, дневна, ноќна и така натаму, каде што го има тој физички допир. Меѓутоа, доколку јазикот на љубовта е примање на подароци, тогаш мора да има нешто каде што се трошат пари. Мислам, пари не мора да секогаш подарокот во пари да е така материјално, може да биде скинат цвет, но мора да има нешто кое што се добива, нешто кое што го немаме туку така дома, туку го примаме. И тоа е скроз во ред. И да речеме, меѓутоа, доколку не ви е примање на подароци јазикот на љубовта, а вие постојано одите на шопинг, не се случува ништо. Доколку не ви е овој јазик на љубовта, вие си купите нов парфем, едноставно тоа нема да биде акт на љубов. И ова е нешто, затоа викам прочитате оваа книга, ова е нешто кое што е многу важно да го имаме како свесност и со нашите партнери, меѓутоа и со нашите дечиња. Затоа што и децата понекогаш има потребно повеќе да ги фалите, повеќе да им зборувате. Да речеме, на некој деца има многу важно да му кажувате те сакам, додека на некој дете не му е важно да му кажувате те сакам, туку му е важно да му ја покажете љубовта со тоа што ќе поминувате повеќе квалитетно време заедно. Или, ако го гушкате повеќе, значи него не му треба да му кажеш ти си прекрасен, ти си многу добар, многу те сака мамичка и така натаму, туку е важно да го гушкате, да го чешкате, да го стискате, да го држите во раце и така натаму. И многу ми се допаѓа овој момент
И верувам силно дека на секој кој што ќе ја прочита оваа книга многу ќе му се отвори некако една нова перцепција, една нова перспектива и за партнерот, и за себе, и за децата, меѓутоа и за сите други блиски луѓе, како би можел и себе си да се сака на начин кој што е соодветен, меѓутоа и да бара да биде сакан на начин кој што е соодветен. Односно, ако дознаеш кој е твојот јазик на љубовта, ќе можеш многу полесно на твојот партнер да му кажеш како сакаш да бидеш сакана. Сега тука ќе завршам. Мислам дека оваа е тема која што нема крај. Тука ќе завршам. Јас ќе оставам линк од овој тест да го направите чисто да видите кој е вашиот јазик на љубовта и се надевам дека ова ќе ве поттикне да почнете да практикувате што повеќе начини на љубов кон себе свесно. А дали тоа ќе го наречете здрава навика или не знам. Па се слушаме наскоро во наредната епизода. Ви благодарам многу што дојдовте тука до крајот. Поздрав!